od Ustavna Republika Makedonija. Sve oстанато очигледно некој сака да се фрли во заборов. Упатено е и писмо од Македонската православна црква до Бугарската православна црква, со кое што треба да се подкрепи овој договор за добрососедство. Со ова писмо ние го обезличивме, го навредивме, го пониживме македонскиот народ, го направивме сираче, бездомни, или може би копиле кој што некој треба да го вдоми, да го усвои. Како да не знае некој во Македонската црква дека Македонската црква има апостолско приемство, основана е од апостол Павле, а апостолски цркви не се признаваат. Нив нема кој да ги признае затоа што нема постара црква. Донесен е и законот за јазиците, со кој практично се подготвува федерализација, се подготвува разнебитување, хаос и нефункционалност на македонската држава, која што ќе треба да доведе до сецесија. А со договорот со Грција треба да се стави крај на македонското име, идентитет и јазик. Сите овие акти се кој од кој попогубни. Донесени кукавички зад грбот на македонскиот надвор, со исклучени парламентарни, со исклучена опозиција, со исклучен председател, со исклучена научна јавност, без јавна дебата, останува да му се соопшти на македонскиот народ цената што треба да ја плати. Да не зборувам за кршењето на Уставот и на законот. Со просто мнозинство практично се носат закони кои треба да бидат донесени со двотретинско мнозинство. Со закон се менува Устав. Ова нигде во свет го нема. Што сега ние добиваме? Добиваме две бугарски држави на Балканов, два бугарски парламенти, две бугарски влади, две бугарски цркви. А на повидок е создавање трета албанска држава, но овој пат легално. Античката историја со ова им ја препуштаме на грците. Па тие ќе го слават Александар, својот непријател. Средновековната историја и онаа поновата до 44-та година им ја препуштаме на бугарите. Илинден, Самуил и Кирил и Методи треба да станат бугари. Само не знам дали може некој овие великани да ги замисли во свилени шалвари, голи од половина нагоре, со пичени глави, качени на конј, со конјска опашка на стап место знаме и живо месо по седло ала татар бифтек. Тоа да ми каже некој. А албанците добиваат право на легален основ да се одвојат и да распарчат Македонија ако не успадне проектот за самообрушење. Јас немам ништо против моите сограѓани албанци. Секоја чест се борат за своите права безпрекорно и посветено. Меѓутоа, да ги прашам, зошто ни се кавги, зошто ни се расправи, зашто ни се недоразбирања и кавги околу јазиците? Еви повелба на Обединените нации, универзална декларација за човекови права. Имаме и конвенција за малцински јазици. Се што нема по овие акти
нека повелат. Ама тие имаат и многу повеќе, но немаат правен основ за парчење на Македонија. Тоа го бараат. И то не го бараат тоа албанскиот народ, тоа го бараат нивните лидери. Исто како и наши овде сограѓани измеќани во служба на туѓи интереси. Затоа ќе ги прашам моите сограѓани што очекуваат. Нека се сетат што се случи на Косово. Се случи војна, потоа грабеж на ресурси, најбогатите рудници, фирми, бизнеси отидоа во рацете на воените профитери. А што им остана нив, на косоварите? Им остана осиромашениот ураниум, им останаа жолтите кухи и зелените опрени ливади. Тоа ли го сакаат? Пораки имам и до нашите политичари. Доста со подолби измекервак. Повлечете ги овие ненародни, погубни договори и закони. Побарајте правна разврска на проблемот со името таму каде што го е место во Генералното собрание, наместо погубни политички решенија. Ова што го правите е предавство. Правдата може да забави, ама нема да ве заборави. Не го заборавајте тоа. Ќе дојде време кога народот ќе влезе со народни пратеници и ќе ги донесе вистинските закони. До Македонската православна црква настрана од ваквите поданички однесувања. Некои по 130 години чекаа признавање. Почекајте и вие подобри времења. До нашите соседи во околината, чувајте Македонија како зеница во окото да се сочувате себе си. Погледнете ги демографските процеси последните 100 години, ќе ви стане јасно зашто зборувам. После Македонија, вие ќе дојдете наред. И до македонскиот народ ќе простите малку сум, може би, подолг, меѓутоа емоциите не влечат, ќе не разберете. До македонскиот народ, македонски народе, земи си ги работите во своји раце. Твоите те предава од 1991 година наваму ние не сме имале патриотска влада. Најголемите македонски политички партии, поточно нивните лидери се во коалиција од 1991 година. Едни се откажа од Александар, други од Самуил. Едни се откажа од македонското малцинство во Грција, а другите се откажа од македонското малцинство во Бугарија. Едни се откажа од Илинден, другите од Аснон. Онија што се откажа од Илинден, Аснон го ставило на прво место. Другите 1991 година. Заедно е донесо времената спогодба, рамковниот договор, Пржевскиот договор, кој од кој поболуби. Сите овие договори, одлуки донесени се само на англиски јазик, а половината од нив не го знаат англискиот јазик. Што тоа значи? Па нашите најголеми политички партии се откажа од македонскиот јазик. Едни се откажа со декларација за добрососедство, другите со договор за добрососедство. Консензус има за решавање на името на референдум.
нема ни едните ни другите црвени линии. И едните и другите бегаат од правна разврска. Наместо по член 4 од повелбата во Генерално собрание, они се договараат за грбот на македонскиот народ. И едните и другите. А казните и меѓусебните расправи со секој ден ги гледаме меѓу нив, само се дел од театарот наречен Македонија, да се залаже македонскиот народ. И да завршам, ќе завршам со Армакедонската битка, која што очигледно почната. Знаеме кој е јагнето, знаеме кој е зверот, но дали ќе се оствари библиското пророќство на пророкот Данаил, дали јагнето ќе го победи зверот, не зависи само од оној горе, зависи и од нас. И ние треба да му помогнеме. За почеток да ги симнеме овие уценети ненародни лидери, но не со насилство, него со достоинство, почит, како што доликува на македонскиот народ, како што тоа го правил со милениум и низ историјата. Благодарам.